Еден од приоритетите на Стопанската комора на Македонија е усогласување на понудата и поверувачката на работна сила и обезбедување на квалификувана работна сила во согласност со потребите на работодавачите, и токму цениме дека денешната презентација на активните мерки за вработување кои што се дизајнирани токму за бизнис секторот ќе бидат еден поттик за компаниите за поголем број вработување, намалување на невработеноста на младите и овозможување подобра бизнис клима, а тоа е она што Стопанската комора на Македонија секогаш се залага да биде унапредено и подобрено. Во таа насока голем број од секторите во стопанството имаат потреба од нови вработувања, имаат потреба од квалификуван кадар кој што недостасува, и тука би ги споменала како текстилната, кожарската, така и туристичката струка, металопреработувачката и сите други сектори кои што имаат потреба од квалификуван кадар, а во моментов недостасува, и секако дека овие мерки за вработување кои што денес ќе бидат промовирани ќе бидат од корист за бизнес заедницата. Почитувани медиуми, почитувани граѓани, денеска сме на средба заедно со Стопанската комора со цел промоција на дел од мерките за активација кои што се директно поврзани со малите и средни предпријатија. Ова е дел само една средба од низата средби што се случуваат со сите засегнати страни. Македонската влада има посебно внимание и грижа за развој на малите и средни предпријатија и отварање на нови работни места во овие мали и средни предпријатија. Самите мерки се однесуваат на унапредување на можностите за работа во овие мали и средни предпријатија или купување на опрема, и исто така имаме поддршка за вработување на млади лица до 29 години. Сметам дека овие мерки е важно да бидат промовирани директно до бизнес секторот, заради тоа што само така можеме да оствариме директна интеракција со нив и да ги видиме кои се можеби одредени задршки кои што тие ги имаат во искористување на овие мерки, и секако заради тоа што сме во промоција на новиот оперативен план за 2018 година, истите тие предизвици да ги преточиме и во нови мерки во 2018 година. Ви благодарам. За успешно имплементирање на активните мерки и политики за вработување, неопходно ни е да добиеме поддршка од сите чинители, во случајов и од бизнес заедницата. Меѓу другото, за креирање на нови проекти, нови мерки, исто така ни е потребно искуството, предлозите, критиките и сугестиите од бизнес заедницата. Ние сме отворени за соработка, добре дојдени се сите укажувања, сите предлози и коментари кои што денеска ќе ги слушнеме, се со цел за успешна реализација на проектите и мерките од 2017 година, како и креирање на нови мерки и проекти во 2018 година. On behalf of the United Nations Development Program, it's a great pleasure to be here in the Economic Chamber today, together with the Minister of Labor and Social Policy and the Director of the Employment Services Agency, to speak directly to businesses about active labor market measures. Јас го представувам програмата за развој на Обединетите нации и мило ми е што сме денеска овде заедно со министерката и со директорката на Агенцијата за вработување да ги представиме новите мерки, активни мерки за пазарот на трудот. That it's an audience of business people is especially important because we're hoping here to deal with the paradox that we face in this country. Extremely high rates of unemployment, but yet problems that businesses face in finding properly skilled people to do the work that they need done. Особено е важно тоа што денеска се присутни представниците на деловниот сектор, на бизнес секторот, затоа што се соочуваме со еден парадокс во земјата, каде што има побарувачка за квалификувана работна сила, што бизнес секторот не може да ја обезбеди за соодветно да ја изврши својата работа. So the measures that UNDP is honored to be implementing on behalf of the government will help to address this skills gap by providing training for young people in particular and by involving businesses directly in seeking the people they need to fill their missing skills. Така што мерките што UNDP ќе се обиде да ги промовира во поддршка на владата, со поддршка на владата, всушност ќе се обидат да го третираат овој јаз во квалификациите кои што се потребни за да се оствари деловниот развој на фирмите. We look forward to very direct and concrete feedback from the audience today because we're looking ahead to refining the measures that we're piloting now for a much larger expansion in the 2018 program. So thank you very much. Со нетрпение очекуваме да ги слушнеме коментарите и повратните информации од публиката денеска, затоа што тоа ќе ни помогне да ги рафинираме, односно да ги ажурираме мерките кои што ги предвидуваме за 2018 година, со кои што ќе се третира невработеноста кај младите и затоа сме многу благодарни.